Во интерес на вистината, ние не сме професионални лингвисти, но еве и лингвистите може да ја толкуваат како е формулирана самата оваа спогодба или договор. Ке дозволите на англиски да ви го прочитам оригиналниот документ кој што го имам како копија. Вели arrangement between government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of the Republic of... Видете, значи можеме да бидеме критички настроени, но мора да се држиме до вистината. Јас, како да ви кажам, криво седам, право зборам. Тоа што е во право и тоа самите пред фактите молчат и боговите. Тоа е првиот аспект. Во поглед на тоа создавање на чувство на една непријатност во македонската јавност во услови кога се бараат начини како да се подобри економијата, инфраструктурата, здравството, образованието, е смешно и дегутантно да зборуваме од позиција на нашата позиција, тека ова може да имплицира одредени проблеми. Во секој случај, знаете дека во рамките на Европа, па и островот UK, имаат различни законодавно-правни системи, се подпираат на различни легислативи и врз основа на тоа секако и се диктираат условите со кои што се доаѓа помеѓу двете страни до најдобра можна златна средина, врз основа на која што ќе се гарантира дека ќе се остварат предвидените заложби кои што се овде пред нас. Она што е клучно и што би сакала да ви го напоменам, дека со овој договор се овозможува рамка за соработка со британски компании, со македонската влада како медијатор во овој процес. Со пристап до фондовите за реализација на проектите имаме можност да допреме до 5 милиарди фунти, што е многу голем придонес во однос на состојбата која што ја затекнавме во Македонија. И не треба да бидеме скептични кога дискутираме за поддршка и економски развој, бидејќи истиот допринесува и е дел, би рекла, од рамките на Берлинскиот процес и е дел од развојот на Западен Балкан во однос на градењето на економската и патната инфраструктура. Доколку сакаме на вистина да станеме кредибилни, и вие предходно како власт, и ние и сите после нас што ќе дојдат, треба да размислуваме многу подалеку од време траењето на мандатите кои што седиме на овие избрани столчиња. Треба да размислуваме за иднината на нашите поколенија и за децата кои што треба да останат во Македонија. А на тие ќе останат и ќе им дадеме шанса ако се обидеме на сите можни начини да допринесеме да се дојде до можности кои што ќе им овозможат да функционираат во рамките на македонското општество. И регионално се поврзуваат и со Европа, и со Велика Британија, како и со останатиот свет. Само на овој начин и во геополитички превирања, кои што не треба да ги забораваме никогаш, и позицијата на Македонија географски која што има, ова е многу голема инекција и ветува развој. Секако, начините на кои што се определува, ќе видите дека се доста меки. Предвидува медијација, што е многу подобро отколку да одиме во судовите во Лондон или во Њујорк, како што имаше некои бомбона договори кои што завршија на многу неславен начин. Имате многу можности во кои што ќе има и контрола, значи check and balance, што е добро, бидејќи ние 30 години се учиме дека треба не само да носиме позитивни страни од нашите позиции, туку треба и одговорноста да си ја понесеме. А не може веќе одговорноста да биде почитуван поранешен премиере на колективната структура. Поединци, индивидуи или одредени групи се виновни за одредени застои, одредени проблеми и негативни аспекти кои што ни се случили не довеле до овој степен. Ако ме прашувате мене, со големо внимание му пристапев на договоров. Ако ме прашувате дали верувам дека истиот ќе се реализира, јас сум убедена дека македонската страна ќе направи се овие пари кои што ќе се добијат и оваа поддршка да даде позитивен насет и да се истите спроведат. Како ќе се случува во иднина, затоа сме ние пленум, затоа сме овде парламент, ние им даваме власт, ние ќе ги прашуваме за одговорност и ќе ги следиме чекорите во согласно со нашите работни тела и нашите компетенции. Така што да дадеме малку позитивен дух и да веруваме дека овие работи што се случуваат не се приватни сделки, не се лични интереси, туку станува збор за една, пак ќе ви кажам,
а можам и понатаму некогаш и да ви образложам, ако имате време да слушате, малку е покомплексно, поголема геополитичка стратегија која што се случува во моментот во полуконтинентот Европа. Ви благодарам.